Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3. Третиот дневник е во 20 часот. Еве ги насловите. МВР по вчерашната акција преку Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднесе кривична пријава против 16 лица заради постоење на основано сомнение дека стореле кривични дела, организирање на група и потекнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти. Владеачката партија ВМРО-ДПМН синоќа на новиот плоштад пред своето седиште прослави 25 години постоење под слоганот "Нашата сила е нашиот народ е нашата држава". Најмалку 15 лица загинаа во воздушните напади во Јемен. Поранешниот капитен на кошаркарската репрезентација на Македонија Перо Антич нема да игра на предстојното европско првенство. Ова се само дел од содржините. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, трет дневник на К3. МВР во вчерашната акција преку Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднесе кривична пријава против 16 лица заради постоење на основано сомнение дека сториле кривични дела, организирање на група и потекнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти. Во акцијата се приведени лица на возраст од 24 до 78 години, од кои 6 мина од Куманово, 5 мина од Ваксинце, 2 од Скопје, по едно лице од Матеќе, Черкезе и Богданци и еден странски државјанин од Бангладеш кој имал улога на организатор на активностите на групата. Осомничените беа изведени пред надлежниот суд, од чија страна им беше изречена мерка притвор. Во текот на операцијата на подрачјето на Куманово и околината беа обезбедени 12 членови од групата, а по 4 кои се уште се недостапни за органите на прогонот во моментот се трага. Оваа криминална група според сознанијата подолг временски период вршила криумчарење на поголеми групи на мигранти со потекло од Сирија, Авганистан, Пакистан, Судан и други земји кои се наоѓале во Грција, истите сакале преку Македонија да заминат кон Србија, а таму кон некои од западноевропските земји. Членовите на оваа група делувале како дел од поголема меѓународна криминална мрежа раководена од лице со прекар Бангладеш, кој подолго време престојувало во село Ваксинце. Секој од членовите на групата имал различни задачи околу криумчарењето, за кое се наплаќала сума од 600 до 1000 евра по мигрант. Групата има воспоставена организацијска структура, односно постоеле организатори кои воспоставувале контакт со лица во Грција, барајќи заинтересирани мигранти, членови кои го спроведувале транспортот, возачи на товарни или патнички моторни возила, чистачи, лица кои организирале сместување, лица кои вршеле криумчарење преку границата и лица кои примале и испраќале парични средства преку брз трансфер на пари. Имено вчера околу 4:30 часот кај селото Доброшани беше пресечен транспорт на 7 мигранти од страна на 3 од пријавените лица кои ги прифатиле мигрантите на местото во близина на Богданци и преку Струмица, Штип и Свети Николе се упатиле кон Куманово, откаде мигрантите требало да продолжат кон селото Ваксинце, понатаму кон Србија. При нашата посета на селото жителите изјавија дека низ селото често транзитираат мигранти, но не слушнале ништо за нивните организатори. Овдека по патот ти одат на реката надолу и не знам кај одат. Прашуваат за лојане, дека се од Сирија и одат по 15 души со деца, со мали. Одат по 15, 20 души. Веќином, ама во кога ќе се стемни 6-7, тогаш проваѓа, да преку ден не. Велат имало акција дека некој наводно ги организирал, дали од... Не знам, јас сега слушам на вести дека имало акција на мигранти, а не знам никаде дека во Добршане не знам ништо, не сум слушал. По патот, горе по патот, шетат тука идат емигранти. Прават ли проблеми? Не. Тука не прават проблеми. Па сигурно ги организира некој, сами не можат да појдат на тој пат.
Во вчерашната акција претресени се 11 објекти кои се користени од страна на членовите на групата, при што во куќата на еден од осумничените во Ваксинци е пронајдена поголема група од 60 мигранти, меѓу кои најмалото било девојче на возраст од 1,5 година, додека најстариот бил 37 годишен маж. Таму е пронајден и мигрантот со прекар Бангладеш, додека во останатите објекти пронајдени се одземени 2 пиштоли, поголем број на мобилни телефони, таблети, сим картици, парични средства во износ од околу 20.000 евра, кои потекнуваат од кривично дело, 4 возила со кои бил вршен транспортот и други предмети во интерес на истрагата. Две лица се повредени во сообраќајната несреќа што се случи утро во околу 10 часот на улицата Моша Пијаде во Куманово. Според првичните информации, автомобил Шкода, движејќи се од улицата кон булеварот Октомвриска револуција, изгубил контрола и удрил во тротоарот, па во дворот од семејна куќа. На лице место увид изврши СВР Куманово, а веднаш по сообраќајната несреќа на местото на настанот излегоа 2 амбулантни возила на итна помош Куманово. Две лица се примени на оделението за хирургија, соопшти дежурниот лекар Борче Божиновски, со повреди на главата, пошто се испратени на една од скопските клиники. Граѓаните кои планираат да патуваат во странство ќе можат да извадат едномесечен зелен картон. Цената на едномесечен зелен картон се движи од 30 до 50 евра во зависност од моќноста на возилото. Оваа можност, сметаат кумановци, ќе им биде во полза на лицата кои најчесто патуваат во странство еднаш годишно и тоа за време на годишните одмори. Кумановци се задоволни од издавањето на едномесечниот зелен картон. Граѓаните кои поретко патуваат сметаат дека ова е добра шанса со автомобил да се отиде за еднократна потреба, како што е годишниот одмор или продолжениот викенд. Веста за издавањето на едномесечните зелени картони најде на добар одзив кај возачите кои поретко патуваат во странство и на кои досега им беше прескапо да платат за зелен картон со важност од 1 година. Добро, што мислиш? Што е добро за граѓани, што е добро, што е лошо, лошо. Колку плаќавте претходно за вашето? 60 евра. Сега за цела година тоа е ли? Да. Сега има можност само за еден месец. Што ви се повеќе исплати, да кажеме, за еден месец или за година дена? За година болje што свак месец да вадиш. Па да, сега како направија овој попус малку го користам. Добра е оваа одлука за еден месец 30 евра? Одлично, добро. Добро е сега одлуката, зашто понапред плачавме по 100 евра и повеќе за година дена не дава за месец ден. Го користите често, патувате надвор од државата? А не, до Србија едам. Па секако дека посебно за оние што ретко излегуваат од државата по овој повод само за одмор. Мислам дека и тоа е скапо. И кај нас кој ќе земе и самата регистрација и целото осигурување и таа одговорност се е премногу скапо во однос на другите земји. Па сега зависно за кого, иначе претежно сега за таксистиве не ги одговара. Пошто 90 евра за цела година, 12 месечно, и 60 евра зависи од конски сили. А за 30 евра пример месечно е скапо е. А дали е добро за граѓаните кои што патуваат само еднаш, да кажеме на годишни одмори или? Па нормално тогаш. Ако нема да патува преку цела година, за месец дена доволно е 30 евра. Едномесечниот зелен картон чини 30 евра за возила со јачина на моторот до 66 киловати, односно 50 евра за автомобил над 66. Едномесечниот зелен картон стапи на сила преку измените во Законот за осигурување во сообраќај. Возачите се уште имаат можност да извадат и годишен зелен картон, чија цена се движи од 60 до 90 евра, а за товарните возила надоместокот е 280 евра. Она што треба да се земе во предвид е дека зелените картони се географски ограничени на Европа и Медитеранот и земјите кои гравитираат кон нив, но не се сите. Овој систем опфаќа вкупно 47 земји. Ако зелениот картон е погрешно или нецелосен пополнет, како на пример ако нема податоци за марката или регистарскиот број на возилото, или истите не се совпаѓаат со оние од сообраќајната дозвола или полисата за осигурување од трети лица, ако му е изминат рок на важење, или тој не се совпаѓа со важењето на полисата, нема податоци за осигурувачот, ако е оштетен, скинат или од него не може да се утврди содржината, има прешкртувања, преправања на букви, броеви и слично. Во такви случаи пред патување во странство треба да се побара нов зелен картон. Куманово оваа лето нема да се соочи со проблеми со водоснабдувањето. Од јавното предпријатие информира дека се технички подготвени за испорака на количините на вода до граѓаните и дека проблемите со водостопанство се надминати. Отаму апелираа до граѓаните на рационално користење на водата во летните месеци.
Јавното предпријатие Водовод е подготвено за престојниот летен период да го сервисира испорачувањето на водата во летниот период. Поради зголемена потрошувачка од оваа година активирани се пумпи од алтернативните бунари со цел да се задоволат во целост потребите на граѓаните. Се сервисирани пумпи за вода на филтер станица и во бунарите во Бедиње и во Проевце, кои не се финансирани изминатите десетина години, се со цел спремни да го дочекаме овој период на повисоки температури, што резултира со поголема потрошувачка на вода. Стојковски рече дека изначајно е подобрена релацијата со водостопанското предпријатие Кумановско-Липковско поле, така што во наредниот период нема да има проблеми со водоснабдувањето за разлика од претходните години кога зад проблемите се криеше нерасчистен однос и неизмирени сметки од страна на Водовод кон водостопанство. Долгот редовно се сервисира, додава тој. Досегашната ситуација, односно досегашните релации со Кумановско-Липковско поле ме охрабруваат и се надевам дека конечно оваа година Куманово нема да биде соочено со ситуација иста како претходните години, значи нема да има водна криза, за граѓаните ќе бидат задоволни од услугата што ќе им ја нудиме, затоа што ние сме информирани пред се за ова услуга, значи доведување на вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. Инаку, наплатата на водата во изминатиот период значајно се намалила за околу 2,5 милиони денари. Информираат од Водовод и апелираа до граѓаните да бидат редовни во измирувањето на сметките за потрошена вода, но и на рационално користење на водата во летните месеци. Во полициската станица во Куманово, мајка пријавила дека нејзината 16-годишна ќерка на 18 јуни излегла од домот и од тогаш до саботата не се вратила. Случајот во полицијата 55-годишната СН го пријавила на 20 јуни. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на малолетничката. Основното општинско училиште Илинден во Крива Паланка по долги години ќе добие реконструиран спортски терен на отворено. Откако теренот беше расчистен, во предстојниот период ќе бидат превземени интензивни работи за средување на игралиштето зад централната училишна зграда. По долги години се реконструира спортскиот терен зад централната училишна зграда на основното општинско училиште Илинден. Во соработка со локалните власти и јавното предпријатие Комуналец веќе е расчистен теренот од свлеченото земјиште, а во престојниот период ќе се постава и соодветна подлога и ќе се реставрира оградата, информираше директорот на Илинден Оливер Дејановски. Може да се пофалам дека после 5 години каде што земјата едноставно калираше и игралиштето ни пропаѓаше, го чистивме, го прочистивме, еве сега пред малку со хидранти попомогнати нормално од противпожарната екипа и ја чистивме теренот и може да кажам дека теренот е во добра кондициона состојба, но верувам дека во догледно време ќе ставаме една подлога специјална за играње на кошарка и мал фудбал и верувам дека учениците на самите часови на место во сала, бидејќи кога е убаво време, ќе излезат надвор и ќе воспоставуваат воспитно-образовните активности. Директорот изрази надеж дека новото училиште ќе биде одлична локација за спортски тренинзи и рекреација на учениците. Училишното игралиште е со површина од 450 метри квадратни, а покрај теренот ќе се уредуваат и спортски реквизити. Во престојниот период, за време на летниот распуст, ќе бидат преземени стандардните активности за подготовка на училишните простории за следната учебна година во Илинден. Како и секое лето ќе се врши варосување, дезинфекција и дератизација на училниците, како во централниот објект, така и во зградите на двете подрачни училишта, информираат одговорните. Во еден блок ќе бидат заменети санитарните јазли, а од есен ќе се изработува проект за замена на подлогата во внатрешната спортска сала. Значи секоја година, па и оваа година ние продолжуваме со пресинг движење. Оваа година значи за неколку дена почнува реновирање на санитарните чворови, кој што ќе биде целосно во еден блок, зависно од финансиските средства, варосување на сите училници, односно варосувањето ќе биде по различни бои, бидејќи секоја училница ќе има одредена карактеристична боја. Како што беа направени сега трите училници, продолжуваме со исто темпо и на другите училници. За двете подрачни исто важи комплетно варосување, односно бојадисување на училниците, исто така и дератизација и дезинсекција. Заложбите на директорот се во насока за создавање пријатен амбиент за младите и вработените во основното општинско училиште Илинден со средствата од домакинското работење и поддршка од локалната самоуправа на Крива Паланка.
Владеачката партија ВМРО-ДПМН синоќа на новиот плоштад пред своето седиште прослави 25 години постоење под слоганот "Нашата сила е нашиот народ е нашата држава". Илјадници граѓани од цела Македонија синоќа се собраа на едно место за да прослават 25 години од основањето на ВМРО-ДПМН. Премиерот Никола Груевски одржа говор пред присутните во кој говореше за партијата, за актуелната политичка состојба, спроведените проекти и планираните активности. Огромен број на партиски функционери и поддржувачи беа присутни на свечената прослава. Нашата цел е најбрзо можно нашата држава да стане член на НАТО и на Европската унија. Нашата цел истовремено е и континуиран раст на економијата, раст на животниот стандард и отворање на нови работни места. Нашата цел е континуирана и постојана борба против криминалот и корупцијата. Македонија е дел од меѓународната заедница и ќе работи посветено на сопствениот развој и развојот на односите со другите. Председателот на владата Никола Груевски во својот говор по повод 25 години од основањето на ВМРО-ДПМН истакна дека целта на партијата е еднакви можности за сите во однос на предвремените избори. Премиерот нагласи дека тие ќе бидат најважната победа, поразна идејата без работа и со насилство да се дојде на власт. Тоа ќе биде вистинска историска победа. Победа на нашиот наспротивниот концепт. Тоа ќе биде победа на оние кои работат и даваат резултати и дела, над оние кои работат на интриги и на манипулации. Победа на оние кои со континуирани напори, низ реформи и низ промени, ја предвижуваат земјата напред. Наспроти оние кои веруваат и се борат преку создавање на криза во земјата, криза во економијата, бркање на инвеститорите, кои отвораат нови работни места, на таков начин да се доберат до власт. Премиерот посочи дека тоа ќе биде вистински историска победа. Победа на оние кои работат и даваат резултати и дела, над оние кои работат на интриги и манипулации. Прославата на 25 годишнината од основањето на владеачката партија, првиот човек на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, ја искористи за да потсети на бројните и да најави други инвестиции во инфраструктурата. Премиерот Никола Груевски во својот говор по повод 25 години од основањето на ВМРО-ДПМН подвлече дека граѓаните преку стотиците изградени и реконструирани локални и регионални патишта ги почувствуваа позитивните промени. Во јули-август годинава почнува реконструкција на автопатскиот дел од Смоквица до Гевгелија, 10 км, а во декември истото на потегот меѓу Куманово и Скопје, во должина од 23 км. За делницата од Штип кон Радовиш, проектот ќе е готов во октомври, додека во првата половина на 2016-та ќе почне градба на експресен пат со 4 ленти, 38 км. Што се однесува до регионалните патишта, во октомври или ноември годинава почнува градба на патот меѓу Градско и Прилеп, а од Штип до Кочани во должина од 26 км, нов експресен пат од 4 ленти почнува градба во декември. Премиерот Груевски најави бројни инвестиции во регионалната и локалната сообраќајна мрежа. За нас меѓу најинтересните делницата меѓу општините Ранковци и Крива Паланка. Ранковци и Крива Паланка. 26 километри. Проектот ќе биде готов следниот месец. Градбата на овој експресен пат од 4 ленти почнува во 2016 година. Тораница Саса, Старо Коњарево, Ново Коњарево, Кичево извор. Изведбата почнува од јуни 2016 година. Во моментот се градат 21 локален пат, а до крајот на годината ќе се почнат повеќе нови локални делници, рече Груевски. Председателот на владата Никола Груевски на синоќешната прослава објави дека две големи компании од автомобилската индустрија во изминатите 2 дена донеле интерна одлука за инвестиција во Македонија, кои ќе ги објават оваа лето. Две глобални компании од индустријата за производство на делови за автомобилската индустрија во изминатите неколку дена пред своите бордови донесоа интерни одлуки за инвестирање во Македонија и истите планираат да ги објават на крајот на ова лето. Едната од нив со својата инвестиција ќе вработи околу 300 невработени лица почнувајќи од јануари 2016 и ќе се стационира во Скопје. Втората ќе вработи околу 1500 невработени лица, најверојатно во југоисточниот дел на Македонија, која инвестиција и работење ќе започне во постоечки објект ова есен
и паралелно есенва ќе започнат и градбата на нивната нова фабрика, која целосно треба да заврши на почетокот на 2017 година. На Македонија е направена неправда во однос на почетокот на преговорите за членство во Европската Унија и членството во НАТО. Е општиот впечаток од панел дискусиите и големиот број билатерални средби кои ги имаше председателот Ѓорѓе Иванов за време на тридневниот безбедносен форум Глобсек 2015, што се одржа во Братислава, Република Словачка. На Македонија е направена неправда во однос на почетокот на преговорите за членство во Европската Унија и членство во НАТО, е општиот впечаток од панел дискусиите и големиот број билатерални средби кои ги имаше председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов за време на тридневниот безбедносен форум Глобсек 2015, што се одржува во Братислава, Република Словачка. Председателот Иванов потенцира дека на сите остварени средби ги информирал соговорниците со реалните актуелни состојби во Македонија и сите пријавиле интерес за причините за случувањата. Нагласувајќи дека сме најпроверувана армија во НАТО и пошироко, Иванов истакна дека покажавме дека нашите војници се на ист ранг, а некаде и поподготвени од самите земји членки на Алијансата. Тоа подлече кај нас создава големи обврски, а никакви привилегии. Што се однесува до политиките на Европската Унија, според председателот Иванов, единствена успешна политика е проширувањето, иако таа доживее неуспех подлече, се поставува прашањето иднината на самата Европска Унија. Председателот Иванов денеска имаше средба и со американскиот сенатор Џон Меккейн, на која реафирмиран заедничкиот интерес за натамошно зајакнување на стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД. Интеграцијата во Европската Унија и во НАТО, нагласил Иванов, останува стратешки приоритет за Република Македонија и во таа насока се заблагодарил за американската поддршка за аспирациите на земјата за членство во НАТО. Сенаторот Меккейн ја изразил поддршката за Македонија за нејзините евроатлантски интеграции и повторил дека го поддржува ставот на граѓаните да одлучуваат за името на својата држава. Внатрешно-политичката состојба во Македонија во насока на решавање на кризата и идните активности кои ОПСЕ има намера да ги спроведе преку мисијата во Скопје биле дел од темите на кои претходно разговараа председателот Иванов и генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер. Председателот Иванов посочил дека недостигот на доверба меѓу разузнавачките и полициските служби во регионот и недоволната размена на разузнавачки податоци за заканите се основните елементи за регионална безбедносна нестабилност. Заниер изразил поддршка за иницијативата на председателот Иванов за формирање регионален контратерористички центар за закани од насилен екстремизам и радикализам и закана од странски терористички борци и програми за дерадикализација и контрарадикализација. Вести од светот. Ципрас им представи на Меркел, Оланд и Јункер грчки предлог за договор. Напаѓачот во град се од Босанска крајина, две од жртвите исто така од Босна и Херцеговина. Во вооружени напади во Детройт и Филаделфија, 1 мртов и 16 ранети. Грчкиот премиер Алексис Ципрас денеска во телефонски разговор со германската канцеларка Ангела Меркел, францускиот председател Франсуа Оланд и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ги представил грчките предлози за постигнување договор за должничката криза на земјата, се наведува во соопштението на грчката влада. Таквиот договор треба да доведе до трајно, а не до времено решение на грчката должничка криза, се наведува во соопштението. За сега не е познато дали предлозите се нови, како што бараа кредиторите пред самитот на лидерите на еврозоната во понеделник вечер. Грчките опозицијски партии претходно ја повикаа владата во Атина да постигне компромис за спасувачкиот пакет на земјата во време кога се зголемува опасноста од излез на Грција од еврозоната. Мажот кој во саботата во град се изврши напад со автомобил, при што усмрти 3 лица и повреди 34 други луѓе, идентификуване како 26 годишниот Ален Ризвановиќ со потекло од Босанска крајна. Две од неговите жртви имаат потекло од неговата татковина, пишуваат тамошните медиуми. Пред известно време Ризвановиќ зел австриско државјанство и се откажал од државјанството на Босна и Херцеговина. Според Федералната телевизија на Босна и Херцеговина, Ризвановиќ е роден 1989 година, а живеел во местото Калсдорф кај Грац.
Австријските медиуми пренесуваат дека меѓу загинатите и Адис Долич, исто така по потекло од Босна и Херцеговина, како и неговата сопруга Адиса, која е тешко повредена. Двојката неодамна се венчала во Босна и Херцеговина. Како што соопшти австријските власти во саботата, нападот во кој беше убиено и 7-годишно дете немал екстремна заднина, туку дека Ризвановиќ страдала од психоза поради семејни проблеми и дека по нападот и се предал на полицијата без протеставување. Во 2 напади со огнено оружје ноќта кон неделата по европско време во САД, едната прослава на кошаркарско игралиште на кое имало деца, а втората на во текот на прославата во кварт. Едно лице е убиено, а 16 се ранети, од кои едно е бебе, објави во неделата полицијата. Во Детройт убиено едно лице, а 9 се ранети во престрелка на прослава на кошаркарско игралиште на кое имало многу деца. Изјави за дневниот весник Детройт Фри Прес помошникот на началникот на полицијата Стив Доланд. Се претпоставува дека едно лице од присутните било цел на нападот, а останатите се нашле на погрешно место во погрешно време. Меѓу ранетите најмалку 3 се жени, а едно лице е во критична состојба, објави полицијата во Детройт, додавајќи дека трага по осомничените. Во Филаделфија 2 деца и 5 повозрасни се ранети кога маш отвори логан врз луѓе кои се собрале на прослава на кварт, пренесуваат локалните медиуми. Сите се собрале на пикника, потоа и побегнале, изјави за телевизијата NBC News полицискиот офицер Џон Вокер. Една од жртвите е бебе од 18 месеци, кое што куршум го погодил во вратот, а другата е дете на 10 годишна возраст. Другите ранети се на возраст од 15 до 25 години и се хоспитализирани. Неодамна гост на младинското финале во кошарка помеѓу Пинк Пантери и МЗТ Скопје беше познатото тренерско име од Куманово Раде Георгиевски, кој веќе 20 години работи како координатор на младинските селекции во Србија. Неговото присуство во родното Куманово го искористивме да поразговараме на повеќе теми од кошарката. Раде Георгиевски е познато тренерско име во кошарката. Целиот свој живот е посветен на овој спорт, од кој црпи енергија која ја пренесува на немладите категории. Поголемиот дел од работниот век работеше како прв тренер во Куманово, со кого оствари одлични резултати во некогашната прва Б Југословенска лига. Во 1993 година заминува од Куманово поради недоразбирањата со тогашната управа и лебот го наоѓе во Белград, каде до ден денес работи со немладите категории. Меѓутоа, љубовта кон татковината и родниот град за популарниот Раце се големи и неколку пати во годината наминува во родното Куманово. Сакам уште во стартот да честитам на кошаркашкиот клуб Куманово што стана оваа година финалисти, на сите играчи, на тренер и нормално на управа која работи со клубот. Овдека сум, се враќам од Грчка, каде бев присутен на 3 предавања на кампот Јанакис и во Трикала и Тасос, каде имав предавања за основни 3 кошаркашки елементи, додавање, шутирање и водење на топка. Нормално дека ме врзува за Куманово многу спомени и секоја могуćност да стратам, ја останував бар неколку часа. Еве, сега сме овдека на лице место. Вие сте, така да кажеме, стар кошаркарски волк. Има ли овдека таленти, иднина и надеж на Куманово и на Македонија? Многу ми е драго што и намерно темпирав да останам на ова утакмица, бидејќи овие деца почна со мене, со мој покрет мини баскет, и тоа се дечиња кои почна у Пинк Пантери со 7 години. Секако дека има многу добри деца и многу е добро што достигнаа да играат финале. Тоа е собствен наш кадар и кој сум присталица да Куманово мора да го прати, да прати мојата идеја да се кошарката развија во самиот град од најмалите до најголемите. Скоро 4 децени сте во кошарката, не се чувствувате веќе замор или и натаму имате сили да работите? Моите планови уште не се завршени. Секој ден имам
некоја нова идеја како да дадам што поголем допринос на самата кошарка. Што и овие денови сам Јанакис ми се заблагодари и реше многу ти фала она што го правиш за кошарката. Тоа е мој живот и јас имам многу планови кои сега ги спроведувам со ФИБА, каде што се прифатиле мојата филозофија на мини баскет учење, каде што мојот систем е поделен во 3 сегменти. На крајот од нашето ведување Георгиевски рече: не треба да се грижиме за еднината на македонската кошарка, бидејќи она што го видов на теренот ми дава надеж дека повторно ќе имаме нов Наумовски, Стефанов или некој друг. Поранешниот капитен на кошаркарската репрезентација на Македонија Перо Антич нема да игра на престојното европско првенство. Селекторот на Македонија Александар Джикич во петокот го објави поширокиот список на играчи кои се повикани за подготовките за европското првенство, меѓу кои се најде и крилниот центар на Атланта. Нема да играм, мислам дека на ова европско првенство треба да настапат они играчи кои низ квалификациите изборија пласман, изјавил Антич за медиумите во Србија. Од кошаркарите кои во 2011 година го освоија четвртото место на европското првенство, повикот на селекторот го прифатија Владо Илиевски и Предраг Самарџиски. ФИБА Европа повторно најде забелешки на регионалната АБА лига, иако според последното нејзино преструктурирање беше исполнето основното барање таа да мине во целосна сопственост на клубовите учесници. Угледниот портал Eurohoops тврди дека во Женева бил разгледан загребскиот договор, но федерациите добиле нови насоки и период од 10 дена истите да ги исполнат за да избегнат дисквалификација. ФИБА го почитува трудот и залагањето на челниците на федерациите и клубовите од овие простори. Од меѓународната спортска сцена информираме за следните настани. Екипата на Реал Мадрид одби 100 милиони евра од Манчестер Сити за својот фудбалер Хамес Родригес. Поранешниот кошаркарски ас на Барселона Роджер Гримау објави дека ја завршува играчката кариера. Реал Мадрид не ја прифатил понудата од 100 милиони евра за еден од своите најдобри фудбалери Хамес Родригес. Понудувач бил Манчестер Сити, пренесуваат шпанските медиуми, но сето тоа не било доволно кралевите да го продадат колумбискиот интернационалец. Од Манчестер Сити биле упорни да го добијат услугите на Родригес, поради што и следела високата понуда, но сепак колумбиецот и натаму ќе остане во Мадрид. Хамес Родригес минатото лето за 80 милиони евра пристигна од Монако во Реал Мадрид. Шпанскиот кошаркар и поранешен играч на Барселона Роджер Гримау објави дека ја завршува својата кариера на 37 годишна возраст. Гримау кариерата ја почна во Хувентуд, а за време на кариерата настапуваше за Лейда, Барселона, Билбао, додека мината сезона ја мина во Манреса. За време на својата богата кариера се закити со една титула во Евролигата, 3 титули на шампион на Шпанија, како и по 3 купа и суперкупа на Шпанија. Гримау беше препознатлив по својот карактеристичен шут, кој понекогаш им правеше проблеми на противничките екипи. Пред метео, календарски, денеска во 18 часот и 36 минути на северната земјина полутопка започна летото. Денеска е и најдолгиот ден во годината, а веќе од понеделник деновите ќе почнат да се скратуваат за околу 2-3 минути. Календарски денеска во 18 часот и 36 минути на северната земјина полутопка почнува летото. Поради поставеноста на земјата кон сонцето на северната полутопка денеска е најдолгиот ден во годината. Така денешниот прв ден од летото ќе трае 15 часа и 14 минути, а ноќта ќе биде најкратка за оваа година и ќе трае 8 часа и 46 минути. Веќе од понеделник деновите ќе почнат да се скратуваат по околу 2-3 минути, а за сметка на тоа ќе се зголемуваат ноќите, и тоа до зимската краткоденица на 21 декември. Летото започна со облачно и врнежливо време. Во најголемиот дел од земјата температурата во 7 часот беше со вредности помеѓу 12 и 14 степени Целзиусови. Но облачната маса која го донесе бранот на врнежи полека се извлече кон исток. Денот ќе биде релативно студен. Максималната температура ќе има вредности помеѓу 17 и 20 степени Целзиусови во поголем дел од низинските места. На првиот ден од летото максималната температура ќе достигне само малку над 20 степени Целзиусови во пошироката околина на Гевгелискиот крај.
Времето во Македонија променливо и облачно, со дожд во одредени делови од земјата и ретка појава на грмежи. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.